Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија, добар ден, јас сум Славица Арсова, уредник и водител на радиопрограмата која ќе ја следите во следниот еден час. Амбасадорите денеска ќе го кажат својот став, дали се исполнети условите за одржување на предвремени парламентарни избори на 24 април. Последни отворени прашања меѓу партиите беа пречистувањето на избирачкиот список и реформите во медиумската сфера. Вчерашните синокешните преговори во клубот на претениците завршија без успех. Партиите не успеа да се договорат. Според последните информации од посредникот Ван Хауте, камен на сопнување бил составот на Агенцијата за медиуми, во кој СДСМ бара да членуваат единствено кадри кои ќе ја добијат поддршката од невладините организации на Сорос. Без договор за ова прашање, неизвестно е дали меѓународната заедница ќе даде амин за она што партиите веќе го договорија, одржување на избори на 24 април, распуштање на парламентот на 24 февруари. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски вчера упати порака дека неговата партија и натаму ќе ја влече државата напред, а единствениот пат напред е преку одржување на избори. Но лидерот на СДСМ Зоран Заев вчера уште еднаш повтори дека одржување на избори на 24 април не е можно. До сега најголемиот протагонист на одржувањето на избори на 24 април беше лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој вчера благо ретерираше во своите ставови по 3-часовните разговори со американскиот амбасадор Джейс Бейли. Тој излезе со порака дека изборите треба да бидат кредибилни за сите и не го спомена датумот 24 април. Во меѓувреме домашната сцена ја тресат и случаите како Титаник и енормно високите кири на Бобо Дајнерс и Радмила Шекеринска. Катица Јанева го отвори првиот случај. Побара притвор за високи функционери на ВМРО-ДПМН. Судот ги одби незините барања како целосно неосновани. Дали случаите на Јанева се политички или правни? Што се очекува од специјалното јавно обвинителство? Ова ќе биде наша централна тема во ова издание на политичкиот магазин Пулт. Мој соговорник ќе биде аналитичарот Сотир Костов. Ве поканувам да останете со нас. Се враќаме веднаш по музичкиот вовет. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија, го слушате политичкиот магазин Пулт. Како што најавив, работата на специјалното јавно обвинителство во ова предизборие ќе биде наша централна тема со мојот аналитичар Сотир Костов. Добре дојдовте во Пулт. Добро ве најдов, поздрав за вас и за вашите слушатели. Господине Костов, Кривичниот совет на Скопскиот кривичен суд одлучи за првите 4 жалби на специјалното јавно обвинителство поради неодредувањето притвор на високи функционери на ВМРО-ДПМН. Денеска се одлучува и за втората четворка. Дали тоа што Кривичниот суд и кажа не на Катица Јанева е прва пречка за незиниот Титаник или пак аргумент плюс за понатамошни напади врз судот? Па видите, за незиниот Титаник да, пречка, а инаку за незината работа воопшто не е пречка. Тоа е една мала одлука. Да се одлучува за притвор воопшто не е круцијално, да ви кажам, во една кривична постапка. Тоа е една од заштитните мерки за обезбедување присуство на пријавените обвинетите и така натаму. И апсолутно не го решава случајот. Сега, ако некој сваќа дека мора театрално поранешни министри, актуелен генерален секретар на влада и уште неколку други, како што велат тие членови на извршен комитет на политичка партија и така натаму да бидат сместувани во притвор за да пред јавноста оправдат вакво шахмат исхитрено обвинување непоткрепено со докази како со што ја работите, бидејќи фатив јас една кратка изјава од еден од портпаролите на судот, кога утредента после пресконференцијата на трите обвинителки соопшти дека дури први соопштиле на јавноста за поднесувањето на кривичните пријави, а дури потоа на судот му ги дале материјалите, а судот кога одлучувал за одредување мерката притвор или не, имал доказен материјал наводно само 4 искази од сведоци, од кои, пак ќе речам наводно, имале сознание дека 2 се прибавени на недовар начин, вон законот, значи со присила, и ако е тоа сетиот доказен материјал на господањата специјална, па судот сосема коректно си ја завршил работа. Така да, не гледам јас пречка таа и понатаму да си го процесуира предметот и, што е најбитно, да обвинува, а тоа значи да аргументира, да дава факти,
да предлага на судот веродостојни докази и да го докажи тоа со што ги терети сторителите на кривичните дела. Ама тоа се прави во судската сала. Тоа не се прави на пресконференција, како што го направи најтеатрално. Требаше ли театарот да ја покрие празнината во Не докази? веќе кој да покрие? Театарот. Па да, најверојатно. Видите, тоа е еден се вака, имаме класична пропаганда, имаме модерни спин доктрини. Малку нешто мојата маленко се одбира од тие работи. Ја лично мислам дека тој ден тие ни направија една пропагандна техника, емоционален сендвич се вика таа, или шокирање на публиката. Излегоја и веднаш народот вели од небо па во ребра, ни кажа двојца поранешни министри. Еден поранешен, а уствари не е поранешен, него сегашен генерален секретар на влада, ги цртаа и по професионалните функции, ама не ги исцртаа и по функциите во партијата што ги заземат. Па видите, тоа не е презумпција на невиност, значи тука е повредена презумпцијата на невиност. Знаете како? Се излегува. Може. Западнати сме во некоја, да речеме, политичка криза, исилена, натурена, од господинот Зоран Заев, и ајде, нека се има и транспарентност и во правосудството, што не е баш некоја добра одлика. Не се суди така јавно не се. Не е тоа јавност во судењето, малку поинаква е јавноста. И еве нека има транспарентност. Ама транспарентност да се излезе и да се каже треба. Толку и толку лица пријавени се, ќе бидат обвинети за толку и толку дела, за тие и тие дела. Се ќе биде предадено на судот. Во наредните дена судот одлучува. Скренуваат на јавноста, ја фокусираат јавноста да изчекува од судот да работи, да одлучува, а не да речеме да крие по фиоки или да ги одовлечува работите. И тоа е едно коректно однесување кога вие не покажувате со прст, не жигосувате, не маркирате. Затоа што треба некој да биде осуден, треба пресудата да биде правосилна, па дори тогаш да кажеме дека двојца поранешни министри сториле такви и такви кривични дела. Тие и се обратија на јавноста, единствена цел беше да добијат јавноста на своја страна. Лично мислам не успееја. И веќе ви кажам и зошто. Истиот ден и утредента правев анализа, нели, сум и аналитичар. Ги гледав сите телевизии, ги слушав сите радио, оноку колку може да стигнам. Забележав настап на 10-13 луѓе на различни медиуми кои беа воодушевени од трите граци и обвинителки, од нивниот настап, поготово од настапот на обвинителката што ги образлагаше битијата на кривичното дело. Видите, тоа е еден синдром, Стендалов синдром, кој ќе се воодушевиш од убавина, па дали е физичка, дали е на настан, дали е на случка или било што, но брзо и паѓаш во некој си транс. Сега, кој бил, направив анализа, кои се воодушевени? Лустрирани луѓе. Луѓе осудувани, познати на јавност, осудувани за кривични дела и тоа тежок криминал. Луѓе кои отпаднале од системот, особено од правосудниот систем. Сменити судии, сменити председатели на судови, отприлика и луѓе кои, ама и врапчињата, не ние и вие, ама и врапчињата знаат дека тие ја поддржуваат опозицијата. И сега тие луѓе се обидува на јавноста да и наметат една слика каде што впечатокот е побитен од суштината. Добро, видовме и статуси кои што првите деца ќе си ги крстат Фатиме и како се викаше другата обвинителка, Линче Ристовска и така натаму, или Катица Јанева. Да, па видите, вие сте млада, ама јас сум сигурен дека сте читале, вие знаете како се делеа имињата Тито и Сталин и Ленин. Па така се делеа. Така во едно време, комунизмот кога имаше голем замав, кога тоа беше Ленин, Сталин и Тито, па една луѓе си ги искрстија децата. Ама добро, име е име, нека. Мене Фатиме ми е убаво име, да ви кажеме. Ама Фатиме во стилот на Дита Фонтис, агресивно, наметливо и со поглед кој сечи однапред да покажуваш дека некој е обвинет и да си сигурен дека сторил кривично дело, не. Тоа не е јавно обвинителство. Како вие се однесувавте кога... Условите се различни, ама еве ќе ви кажам мене како ме учеа мене.
Мене добри обвинители, кои потоа станаа и републички јавни обвинители, заменици републички, виши јавни обвинители, ми велеа во младоста, кога ја почнував во 80-та година, ми велеа: Сотире, биди сериозен, биди конкретен и прецизен, биди правичен, ама биди и строг. Во никој случај немој да ја напаѓаш личноста на сторителот на кривичното дело. Напаѓај го делото, действието, доколку тоа е во судир со било која законска одредба од кривичен закон и од било кој друг закон. Јас колку можев се трудев за тоа, и не само јас, и многу други луѓе. Ја и денес тврдам дека имаме прекрасни обвинители, дека имаме прекрасни судии. Впрочем, од каде ги надоа обвинителките, и обвинителите на специјалното јавно обвинителство? По една харанга дека судството не ни чини, по една харанга дека имаме корумпирано, дека имаме судство, корумпирани судии и обвинители, дека има непотизам невиден или не знам што све, туку тапот еднаш дојдоа обвинители и сега пазе. Не е тоа толку лошо што таму ги зедоа, сепак молчишком покажа дека тоа судство вреди, но ги воделе нечин... клучните предмети во последните 10 години овие обвинители. Меѓу нив има лица кои што Да. ги воделе клучните предмети. А Да. во изминативе години предметот на Шиповиќ бил кај Ленче Ристовска. Добро. Предмети од организиран криминал биле кај Лиле Стефанов, ова се обвинители кои што сега Да. се во Ево, и тимот на ова Катица кажува Јанева. нешто. Дали тие работеле некогаш по нарачка? Не верувам. Па мислам и верувам. ја не. И јас не мислам дека работеле, но видите сега. Специјалното јавно обвинителство очигледно има политичка задача од опозицијата да ја обвинува, да ги обвинува представниците на власта за наводни кривични дела, за да ги симнат од власт. Се пресметале во изборот. Кога ја би правел таков избор, ја то никад не би го правил, ама е хипотетички. Па ќе земам искусни луѓе, луѓе кои ќе најдат и најмалата дупка, ќе најдат и малку да постои шанса, доказ, аргумент за некој нешто да сторил, да го докажи тоа во судот. Ова што се зема, се млади, сепак се тоа млади и неискусни обвинители, сите потекнуваат од основното обвинителство, е хендикеп за специјалното јавно обвинителство. Од друга страна, па ајде да ја дадеме предност на младоста, ратоборна, храбра и така натаму, но ако мисле да суди со чувства, со емоции, што ги покажаа на пресконференцијата, во голема заблуда се. Тие треба да обвинуваат врз база на факти, аргументи и докази, да му ги презентираат на судот да го стават што се вели во ќоше, да нема кај да мрда ако се тие веродостојни, ако се тие прави, и судот да процени онака како што тие одлучиле во нивните прво кривични пријави, па потоа обвинителни акти. За сега тие тоа не го прави. Видовме една досега невидена порака која што ја прати специјалното обвинителство преку Facebook и Twitter до кривичниот суд. Катица Јанева вели судот не успеа да се запише во историјата. 11 години веќе следам судските процеси, не сме успевале да убедиме обвинител ниту да искоментира што се случувало внатре во судницата или да каже зошто се одложило судското ручиште, а не пак да го натераме да биде историчар. Се обидели јавното обвинителство директен притисок да изврши врз кривичниот суд? Најдиректен притисок, прво е непримерен. Непримерено. Ја би излегол јавно на иста таква или малку поразлична пресконференција и би ги дал моите аргументи каде и да докажам каде судот сгрешил. И тоа е во ред, легитимно и сосема примерен начин како да му се одговори на еден суд. По Фејсбукот, по модерните овие медиуми, социјални мрежи, вие да комуницирате со судот, видите, тоа го нема никаде во ниеден закон, во ниеден устав, во ниедна напредна западна демократија, во најголемата земја, наводно лулката на демократијата, Соединетите Американски држави, иако веќе мислам не се тоа, некако се подизморени, и мислам дека се работи или за млади луѓе кои не се свесни што обавуваат и губат овде на сериозноста, или па јас сум демократ, јас сум широк во сваќањата, па може би се нови генерации, па може би сакат некоја нова пракса да воведат и ајде сега по Твитер, по Фејсбук, по она. Не, така ќе се вратиме 44-та, 45-та, негде до 52 година,
кога наводно јавно ги судевме во преки судови наводни сторители на кривични дела против народот, против државата. Ако да ве присетам, тоа беше борбата против под наводници црвената буржуазија и меѓу другото така се прекрасни асномовци и линденци осудени, некои се погубени, некои изгниеа и починаа во затворите, и кога тие се судеа, се ставаа големи звучници на зградата, народот се собираше на плоштадите или таму пред зградата да слушат. Па видете, тоа историјата го осуди. Па ние тој режим го напуштивме и ги кажавме сите епитети под наводници за тој режим, тоест негативности. Па ова е демократија, ама ова не е политика и политиканство, ова е судство. Судството има сосема поинакви принципи од политиката. А овде некој сака политичка нарачка, преку ноќ обвинување, брзо пресудување, обавезен притвор, никаде не пишува. А до вчера истите тие борци беа против честото изрекување за притвор, што и јас сум да бидам. Добро, ние не видовме притвор во случаите на Владо Бучковски, во двата случаи, 3 случаи на Зоран Заев. Така што не би рекла дека изненадување. Зоран Заев е посебен случај. Зоран Заев е над македонското право и Зоран Заев е човек кој треба да биде посматран, човек кој треба да биде изучуван во сите учебници идни за уставна материја, за кривично-правна материја и правна материја, бидејќи десетина случаи имаше кога тој или требаше да биде приведен, или требаше да биде притворен. Ајде, председател на опозицијата на СДС и ете некој лидер на опозицијата, или требаше во куќен притвор да му биде одредена мерка, ништо не му се одреди. Јавно ни се смееше. На овој суд не му доаѓам, кога ќе дојде Катица, нејзе ќе дојдам во салата и така натаму. Така да ја него го делам и мислам ќе дое времето ќе го издвојувам као случај и мислам ќе биде проучен како една голема негативна појава која се издигнала над правото и се обиде за жал и во добра мерка успеа Македонија да внесе во еден магерсан круг од кој многу тешко излегуваме. Денеска очекуваме нешто да не биде соопштено дали ќе се оди на избори или не, наместо ние сами да одлучиме, тоест политичките субјекти. Така. Правиме куса пауза за реклами и се враќаме назад со разговор. Во Пулт со аналитичарот Сотир Костов разговараме за работата до сегашната работа на специјалното јавно обвинителство. Господине Костов, очекувате ли барање и од СДСМ и од меѓународната заедница и од Катица Јанева за формирање на специјален суд? Па, веќе барањето е издадено, колку ја знам, си го искористија они почитуваниот млад господин од ЛДП Жерновски. Тој прв поднесе, после година дена без малку од Пржино, од договорот во Пржино и му текна сега специјален суд. Ете, јас сум легалист, си го почитувам Уставот на Република Македонија и веднаш ќе ви кажам, тие мудро сега го користат зборот специјален, а тоа се вонредни судови и тие се забранети со Уставот. Значи, судството е единствено, во него на трите нивоа, на највисокото не верувам, ама на основното и во висшите, во апелационите судови може да се организира некои специјални оделенија, но ве прашувам зошто не се направи тоа кога се направи првата верзија на Пржинскиот договор, па кога се направи втората верзија, заклучно во јули, мислам, минатата година, и така натаму. Сега кога видоа дека немаат аргументи, дека немаат докази, дека не се обвинува врз база на заштитени докази од кои половината насила собрани, а впрочем и заштитен сведок е нова институција, нашето право не ја практикува добро, еве една критика. Треба докази, треба материјални докази, дали јас сум сторил кривично дело или не сум сторил кривично дело. И лично мислам дека тие веќе на широко работат и јавноста да убедат и меѓународната јавност дека ни треба специјално судство. Само едно ќе ви кажам. Се воведе специјален јавен обвинител, уште во август напишав дека тоа е паралелизам и дека ќе има такви контрадикторности, дека ќе има такви нелогичности, од кои косата ќе ни се дига и популарно реков во метафора некој ќе сече вени и некој нема да има сон на вечер кога ќе сака да си прилегне и еве се случи тоа. Катица бара и се уште бара предмети и се уште бара.
најпрво им бараше и обвинители, заменици, помошници, еве сега ги отпушта, не кажува зошто ги отпушта, а и понатаму си ги бара предметите, да бидеме искрени, кои не се во нејна надлежност. Бидејќи во законот што пишува, само евентуални кривични дела кои произлегле од сниманите разговори, незаконски сниманите разговори и неовластено објавени. И успее ли обвинителството да се спротистави на таквите обиди на Јанева да преземе предмети како Маџар Телеком, како пиштолите на Верушевски, детската порнографија на помалиот Верушевски, па и случајот подкуп на Зоран Заев? Па да, и се спротистави, ама секи ви кажам едно интимно чувство, иако не сум во право тоа што ќе ви го кажам, ја посакував да ја го дадат Маџар Телеком. Тоа е, господјата Шекеринска би рекла, бомбона случај. Тоа е случај разработен од американското право. Тоа е случај кој го работела специјалната комисија во САД и судот. Тоа е случај каде што има правни субјекти од 5 држави. Тоа е случај каде што има извршители, помагачи, соизвршители, поттикнувачи од исто толку држави. Тоа е случај каде што има директни исплати. Тоа е случај преку кипарските и грчките банки. Тоа е случај каде што имаме јасна кореспонденција, значи званична, помеѓу тие правни субјекти, обезбедена, процесуирана во американското судство, и тоа е случај на кој, да ми простите, луѓето од просудството може да докторираат. Ја би го дал тоа на Катица и низиниот тим да го сработат, и го не сум сигурен дека ќе го сработат. Но, според надлежност, во никој случај. Тоа не е случај кој произлегува од така наречените Заевки, бомби и снимки, и мислам, Марко Зврлевски сосема мериторно и добро одлучи врз база на аргументи дека тие случаи не може да ги добие катиција. Но има ли повисока инстанца која ќе одлучи во случај на спор помеѓу двете обвинителства, специјалното и видиш, убаво поставате каде, која е повисока. Ова специјалното го имаме од вчера. Значи, уставот не го познава. Не е предвидено ако имат некое недоразбирање и не е предвидено тело. И сега, логика, ама логиката не е секој пат добра. Па правото сигурен. Не познава секогаш логика. Видите како убаво знаете. И сега, логика е судскиот совет, логика е, бидејќи ја бираа во парламент нешто парламентот. И што ќе имаме? Мешање на политиката на највисокото законодавно тело во судството, или пак на судскиот совет да го обременуваме, да му даваме ингеренции кои не се негови. Знаеме кои се надлежностите на судскиот совет. Така да нема, такво тело нема. И сега, ајде него да го создадиме. Не иде така, наопачки така е работава. Марко Зврлевски е државен јавен обвинител, највисок јавен обвинител во државата, и тој знае што одлучил. Ова не сакам никога се свати дека едните ги фалам и ги поддржувам, другите ги кудам и не ги прифаќам, но си има тие своји слабости, да се разбереме. И јавното обвинителство на Република Македонија си има своји слабости, ама пазете, тие се конкретни и во никој случај не можеме да ги генерализираме оноа што сакат критизерите без основа да го направат од една мала премиса, од еден случај, случајот на Сотир Костов, да извлечат генерален суд, што не може така. Во судството така не се ради. Ако јас како судија, сум утнал во овој пример, јас сум покажал неефикасност, нестручност. Во никој случај судството не е неефикасно и нестручно поради мене. Само во 1.000%, и тоа во една постапка кога ќе се прават годишните извештаи, ќе се констатира, ќе му се даде на судијата и време и шанса да се поправи, и ако се поправи, окей, ако не се поправи, си има мерки кои може да се преземат. Ама за неколку случаи, ја ги бројам, тие во јавноста се лицитира со од 8 до 12 екстремни случаи. А да ви кажам, вчера и завчера во наставци пратев нешто за Ефтим Клетников, еден прекрасен есеј за Македонија, и тап на втора страна во Нова Македонија гледам кривични пријави по години како се поднесувани, 12, 13 и 14 година, од прилика само МВР поднело 40.000 кривични пријави за овие 3 години во обвинителството, и ако се додадат они од граѓаните 9.000, некаде од прилика се 49.000, по 50.000 сторители и едно 500 и кусур правни лица, значи физички лица и правни лица.
Тоа ли е неработење, јас да ве прашам на полицијата, на јавното обвинителство и на судството? Па видите со колку предмети. И сега, од морето овие предмети, кои добар дел се во почетна фаза, добар дел се во пооднината фаза, добар дел се завршени, значи имаме и незавршени, зависно од тежината. И сега некој влечи ова генерална, што реков, констатација, без да има вистинска премиса, што е основа на еден аргумент. Судството е неефикасно, судството е корумпирано, во судството имаме непотизам и така натаму. Не, така не се работи, така не се дава квалификации. 8, 10, 12 случаи, доколку се грешело. Не значи дека и целосно се утнало, може би се грешело во притвор, може би се грешело во некоја процедурална работа, нека се врати високата инстанца, нека врати и така натаму. Ама заради тие случаи да ги поништиме 49.000 судски предмети, не, во никој случај, ве молам, имаме меѓу 600 и 700 суди во државата, имаме 22 основни обвинителства, имаме 4 виши обвинителства, имаме, не знам точно бројата, ама некаде околу 190 или 170 обвинители во државата. А како, бре, луѓе тие? Кај ни беа очите кога ги биравме? Кај ни беа очите кога ги школувавме? Имаме академија за суди и за обвинители, од сега не чинат луѓето. А не чини Сотир, Рајко, Петко, ама ние сме поединци, пример, хипотетички. А судството, ја мислам, не можеме да кажеме дека ни е целосно неефикасно. Да, од една страна ги имаме тие оценки, од друга страна пак во изминатиот период ги имаме кривичните пријави против тимот на Катица Јанева за нестручното работење, за закани, уцени, упатени до светоци, потенцијално осомничени лица, и истовремено имаме она афера со становите на Катица Јанева, која барем за дел од јавноста не е навистина нешто за занемарување, бидејќи покажува една карактерна особина на личноста која што ета некои децата ќе си ги крстат по неа, која што имала имот, навистина вреден имот во самиот центар на главниот град, кој во 5 до 12 го препишува името на своите деца за да може од државата да искористи пари за кирија за домување во Скопје. Прашање е дали се искористени, прашање е дали обвинителката си уште и не патува од Гевгелија до Скопје, ги користи средствата, значи тоа би требало да го даде како одговор специјалното обвинителство кое што молчи. Што за вас кажува сето ова кое што излезе во јавноста во изминатиот период? Видите, на првото прашање, може би ќе ви изненадам и ќе ви одговорам, не сум присталица толку брзо да се поднесуват кривични пријави против обвинителите. Па макар биле тие специјални, макар биле тие на мене несимпатични, не по лик, туку по действија. Јас, како искусен човек, би се очекал, би ги оставил да се коригираат ако навистина методите им се непримерени и средствата што ги употребуваат наводно за да ги изнудат тие искази, или пак да бидам искрен, би ги сочекал да заглават уште повеќе, да соберам аргументи, докази, и доколку тоа зема загрежувачки размери, ја би интервенирал. Ама сега, Сотир Костов не е во правосудството веќе, ја одамна сум излегнал тамо, тоа се е мое лично мислење. Времето ќе покаже дали се основани или неосновани. Сега за сега не можам тоа да кажам, но знам, случајно знам, по дејноста што обавам со полиција работам, случајно знам дека некои луѓе ги прогонувале и им изнудувале изјави. А тоа не бива. Не, таа работа не бива и мислам дека Титаникот таму ќе пропадне. Ова застановиме, најде како. И тоа е еден доказ, и тоа е еден добар пример дека Катица Јанева не е дорасната за функцијата што се нафанала да работи. Ајде службените работи што ги греши, приватните работи не знае да си ги среди како што треба, или отеднаш да има коперникарски преврати во низиниот имот, во низиниот статус и слично. Па вие да ви кажам, јас сум 18 години во Скопје, во струка, ја не сум во политика, од директор, од председател на тело, ја живеем, јас сум граѓанин, жител на Кочани, инако, не сум скопјанец, и ја не стекнав пари да купам стан, 2 стана. Мајка ми требаше, јас сум единец, требаше да продаде дуќан, јас да земам хипотекарен кредит, за да купам стан овде пред 3 години. Како успеа луѓето? Ако имат во наследство, сега јас сум правник, искусен и морам сите работи да ги гледам. Ако имат во наследство добиена и го продала тоа наследство, ако е тоа нива, Гевгелија е земјоделски дел, ако тоа е куќа и нива, и ако продала Катица, и ако купила стан,
Народот вели пеки. Океј. Но ако одеднаш дошле некои пари и се спомнуваат одма финансирање на овие фамозни странски соросоидни невладини организации, синчето го финансирали со 3000 евра месечно, ако е тоа точно, во погрешен правец или на катица, и како што беше ревностна да излезе со еден невеш шахмат да не шокира, требаше и така брзо да излезе и да каже за становите. Да, јас сум таа, имам, еве, откај ми се. Ми ги остави покојниот маж, ми ги даде татко ми и тука, пазите, тука ќе треба да се коригираме, да се повлечеме и да кажеме да. Но ќе остане пак прашањето зошто тогаш користи државни пари или пари од специјалното обвинителство за домување во Скопје? Сега знам, овие префрлања на собственоста за имотни или тоа наведува да се ние сомневаме. Тие сомнежи треба да паднат со нејзино излегување и да се ја каже работата вака и вака. И ево, ги имаме становите и дуќаните или не знам што све на Шекеринска и на Бово, знаеме од неговиот бизнис. Тие имаат, тој е раководител на една позната светска фирма со картички, таму има големи профити, камати, еден ден да закасниме не наплаќаат камати, јавување по телефон, човекот печели, што да правиме? Се како го ги користи тие станови, тоа е веќе друга работа. Сега гледаме дека вистина 5300 евра за кирија е така да картица, два стана, ја и завидувам, значи јас сум од тие понеспособните што не успеа барем еден стан така да спечелам за овие 16-18 години. Господине Костов, уште една куса пауза, се враќаме со финишот на разговорот. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија. Во пулт разговарам со аналитичарот Сотир Костов. Господине Костов, денеска се очекува оценката на амбасадорите за текот на спроведувањето на обврските преземени со договорот од Пржино, од која што неформално ќе биде значено дали или нема да се случат изборите на 24 април. Што според вас ќе се случува во периодот кој следи? Како партиите треба да реагираат на оценката на меѓународната заедница? Лично мислам културно и примерно треба да реагирате, да си окажат своето мислење во зависност од тоа каква е оценката. Било позитивна, било негативна, позитивна да се одржат изборите на 24 април, негативна да се одложат, треба да прифатат и да ја искоментират. Лично мислам, демократијата ќе биде скранавена ако некој одстрана, па било тоа американскиот амбасадор, Джес Бейли, или Европската унија представена од Аива Орав, ни кажува дека треба да ги одложиме изборите, дека нема услови за 24 април и ни рече јуни-јули. Што ќе се смене за месец и половина, два драстично или ќе се подобри, ја ве прашувам. Буквално ништо. Се направи еден мит од тој фамозен избирачки список. Па, сите држави имаат избирачки список. Избирачкиот список е жива материја. Тој има инпути, тој има аутпути. Тие што ќе исполнат условите за наполнат 18 години за стекнување права на глас се внесуваат, оние што ќе починат се бришат, преселбите се регистрираат, некој од Штип ќе се пресели во Куманово и тоа се регистрира, иселувањата со отказ на државјанство се регистрира и се вади, добивањето на ново државјанство се вклучува и така натаму. И сега, еве ја допуштам да има некој да речеме не неправилности, него работи што навреме не биле ажурирани. А дали тоа значи дека ние имаме криминален избирачки список? Не, во никој случај. Како досега се одржуваа изборите со тој список, избирачки мисла може и сега. И една кратка анализа да ви дадам. Почнавме 90-та година првите локални избори, кога беа тоа општински изборници со 1.390.000. Продолживме со референдумот со 1.450.000, па 96-98 имавме 1.600.000, и 2000-та година од 1.500.000 до 1.600.000 и еве сега очекувам, не знам, некаде 1.800.000 би било. И дали тука имаме некоја, Бог знае каква голема прогресија за 25 години? Не, нормална прогресија. Проблемот е друго. Се сеќаваме ли кога последен пат се преброивме? Не памтиме. Нам ни треба попис. Зошто СДС беше на власт, него спореде со Дуи, ја напаѓа сега Дуи. Па Дуи беше и со нив на власт. И добро, и сегашната власт не успеа, и тоа е малку за критика. Значи, ние кога ќе се преброиме,
Вие знаете ли дека може да дојде дека не сме ние 1.900.000, 2.200, дека може би сме ние 2.400, 2.600, 2.600.000 луѓе и нормален сооднос е 1.800.000 на 2.600.000 на 2.400.000 на 2.500.000 жителство. Така да, лично мислам дека ние треба да си одиме на избори, бидејќи ако не 24 април, тоа е законска одредба во собранието, усвоен закон, на неколку места се спомнува, а веќе е припремана одлука за само распуштање. И впрочем, па до кога бе Македонија ќе е единствена држава во која опозицијата не сака предвремени избори, ќе ги иницира и после во недоглед ќе ги одуговлечува да чека рейтингот да и порасне. Со вакви глупости рейтингот не пораснува. Рейтингот пораснува со искрен однос кон неговото величество граѓанинот избирачот, кога тој ќе препознае дека си подобар од сегашната власт и бидете сигурни ќе ве изгласа. Тоа се случи 98 година, тоа се случи 2002 година и најнормално едните си одат, другите доаѓаат на власт. Зошто сегашната опозиција бега од соочување со избирачите, нека му мислат тие. Господине Костов, ви благодарам што бевте во пулт на Радио Слободна Македонија. Благодарам, Иван. Почитувани слушатели, тоа беше уште едно издание на политичкиот магазин Пулт. Ве поканувам да останете со програмата на Радио Слободна Македонија. Јас сум Славе Царсов, уредник и водител на емисијата, емитувана на 19 февруари 2016. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатен ден и добар викенд. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.